од Вашингтон, ова е ТВ журналот на гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Председател Джордж Буш синоќа за последен пат се обрати до нацијата пред да му ја предаде Белата куќа на новиот председател и да седне во првиот ред на церемонијата за негова инаугурација. Ова беше недела на многу последни настани за председателот Буш. Последна пресконференција, последен состанок на кабинетот. И последно обраќање до нацијата. Вечер вас со благодарност во срцето побарав последна можност да споделам со вас мисли за патот што заедно го минавме и за иднината на нацијата. Тој се осврна на првото национално обраќање од Белата куќа веднаш по најголемиот терористички напад во американската историја. Како што минуваа годините, многу американци повеќе или помалку се вратија на животот од пред 11 септември. Јас никогаш не успеав. Уште еднаш председателот беше носталгичен и во исто време го бранеше своето време на функцијата. Има работи што би ги направил поинаку да имам шанса, но секогаш постапував имајќи го предвид најдобриот интерес за нашата држава. Зборувајќи за инвазијата на Ирак, тој призна дека одлуката била контроверзна. Постои легитимна дебата за тоа, но има малку да се расправа за резултатите. Американците минаа повеќе од 7 години без друг терористички напад на домашна почва. Со само неколку дена преостанати од неговата администрација, Буш зборуваше за преносот на власта и за Барак Обама, кој станува првиот африкански американец избран за председател на САД. На скалите на Капитолот ке стои човек чија приказна е одраз на ветувањето на нашата земја. Ова е момент на надеж и гордост за нашата нација. Председателот кажа дека е подготвен да се врати на животот како обичен граѓанин. Ова беше последно јавно појавување на председателот до вторник, кога ќе го поздрави Барак Обама во Белата куќа и двајцата ќе заминат за Капитол Хил за инаугурација на 44-тиот председател на САД. Од другите вести одиме на неколку светски и американски теми. На самитот за ситуацијата во Газа, што денеска се одржува во Катар, лидерот на Хамас во екзил Калет Мишел пред арапските лидери истакна дека Израел е причината за конфликтот, а не Хамас. Тој го обвини Израел дека води војна против сите палестинци, меѓу нив и најдолжните жени и деца. Сирискиот председател Башар ал-Асад ги повика арапските земји да ги прекинат сите односи со Израел. На самитот присуствуваше иранскиот лидер Махмуд Ахмадинеджад. Средбата се одржи покрај приговорите од Палестинската управа, Египет и Саудиска Арабија. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун изјави дека на поведок е постигнување на договор за прекин на огнот во појасот Газа. Сенатската комисија за правосудство денес продолжува со распитот на Ерик Холдер, кого новоизбраниот председател Барак Обама го кандидираше за главен правобранител на САД. На вчерашниот дел од распитот Холдер изрази став дека контроверзната техника на испрашување што симулира давање представува мачење и не треба да биде дозволена. Тој воедно ја повтори определбата на Обама дека американскиот воен притвор на заливот Гвантанамо на Куба ќе биде затворен. Сите 155 патници и членови на екипажот на домашен лет на американската компанија US Airways го преживеа синоќешното принудно слетување во студените води на реката Хадсон во Њујорк. Пилотот беше принуден на таков чекор на само неколку минути по полетувањето на аеродромот Лагвардија во Њујорк. Властите предпоставуваат дека еден или обата мотора на авионот биле оштетени откако налетале на јато птици. Проследете ја инаугурацијата на новоизбраниот американски председател Барак Обама. Ексклузивно, во живо на програмата на Гласот на Америка на македонски, во вторник на 20 јануари. И за крај да се навратиме на Џордж Буш и она што тој го остава зад себе. Како велик во историјата ќе остане прикачен за неговото име. По спорните избори во 2000-та, наредната година ја одбележаа терористичките напади. Тогаш нацијата се обедини зад председателот.
Сочувствувам со вас. Остатокот од светот сочувствува со вас. Луѓето кои ги урнаа овие згради наскоро ќе го почувствуваат нашиот одговор. Тоа беше клучен момент во мандатот на Буш. Тој стана човек со мисија да ја одржи американската безбедност. По моја наредба, американската армија започна воени напади против терористичките кампови за обука на Ал-Каида и воените инсталации на режимот на Талебан во Авганистан. Во рок од една година започнаа планови за испраќање на американските сили на втор фронт. Со се поголемата популарност, Џорџ Буш поведе воена акција за соборување на ирачкиот лидер Садам Хусейн. Доколку чекавме заканите целосно да се остварат, ќе значеше дека предолго сме чекале. По децении на стратегијата на одвраќање, превентивната воена акција стана реалност. Наскоро потоа американските сили беа на теренот во Ирак. Како што се зголемуваше бројот на жртвите во Ирак, така паѓаше рейтингот на председателот Буш. Експертите за национална безбедност велат дека историјата може да не гледа благонаклона на воената кампања на Буш. Ентони Корцман од Центарот за стратешки и меѓународни истражувања во Вашингтон коментира. Искрено, не мислам дека оваа администрација ќе биде добро примена. Направи премногу грешки и премногу се подпираше на идеолошките цели. Војната беше во полн ек, кога во август 2005 ураганот Катрина ги погоди САД. Владата беше неподготвена да се справи со кризата кога попуштија браните во Њу Орлеанс, сојузната држава Луизијана. Председателот најпрвин од авион фрли поглед на последиците додека се враќаше во Вашингтон од одморот на својот ранч во Тексас. 2 недели подоцна и се обрати на нацијата од самото место на настанот. Американците посекако имаат право да очекуваат поефикасен одговор во време на вонредна ситуација. Кога федералната влада нема да ја исполни таквата обврска, јас како председател сум одговорен и за проблемот и за решението. Катастрофата, причината од Катрина и продолжителната воена операција во Ирак го засенија можеби најголемото достигнување на администрацијата на Буш во странство – борбата против сидата. Во 2003 председателот Буш отпочна програма против оваа чума на модерното доба во Африка и насекаде во светот. Десетина милиони лица почувствуваа разлика како резултат на програмата. Со наближување на крајот на мандатот, човекот кој на времето беше горд на тоа што не така лесно покажува емоции, истапи со носталгичен тон. Кога ќе дојде времето на 20 јануари, јас и Лора ќе заминеме дома во Тексас со непроценливи спомени и особена чест што изслужевме на оваа велика земја. Ко гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, јас сум Лилица Китановска. До гледање!